Добро утро од собраниски брифинг. Овде нели во собранието гостин, како што рече и ти Александар, ние пратеничката од редовите на ВМРО ДПМН Дафина Стојановска. Од неа ќе побараме одговори за сите оние обвинувања од владачкото мнозинство за деструктивното однесување на опозицијската партија со оглед на тоа дека собранието е блокирано и вината за таа блокада се префрла на нејзина сметка. Добро утро. Добро утро. Најавата ја слушнавме, собранието се уште не е блокирано. Никако на ваша сметка одат обвинувањата дека вие сте блокаторот на работата на собранието и дека деструктивно се однесувате, бидејќи се закучени цел куп закони, околу 130. Како коментирате ваквите обвинувања? Да, благодарам на прашањето, господја Велкова. Мојот коментар е дека кога имавме состојба, кога дојде информација дека Македонија се најде на 111-тото место на листата на Transparency International по однос на индексот на корупција, од власта излегува дека тоа било само перцепција на граѓаните на Република Македонија, па така и јас би можела во нивни стил да искоментирам дека ова е можеби перцепција на власта, а заради нивната неможност да си обезбедат функционално собрание, што секако е нивна обврска, бидејќи се мнозинство и заради тоа успеа да формираат влада и да ги спроведуваат политиките на владата. Она што се случува спрема нас од страна на власта во овој парламент како опозиција е да се обидат да не замолчат и токму поради тоа се нашите реакции, не би ги нарекла блокади. Имено јавноста знае, неодамна ние испративме еден список како информација до сите меѓународни представници и амбасади во државава, во кој што ги наведовме сите оние закони кои што власта ги донесе во собранието злоупотребувајќи го европското знаменце. Така, едно од барањето се токму ова сакав и да ве прашам, кои се вашите барања за да има некаков диалог, за да проработи собранието негово интерес на граѓаните? Еве да речеме дека ја квалификуваат нашава работа како блокада, со што јас не се слажувам, е во ова собрание конечно да се носат закони и решенија за сите граѓани на Република Македонија, а не закони кои што ќе значат партизација на институции, како што беше, например, случајот со законот за второстепената комисија, каде што на партиски војници, незаконски, а го вточија во закон, да се продолжи мандат на веќе истечени мандати, или кога се работи за грабеж на народни пари, како што беше случај кога се озакони исплата на преку 30 милиони евра на Гама Макпетрол и крајно кога се работи за некои бизнис интереси на луѓе блиски на власта или од самата власт, конкретно случајот со законот за опојни дроги или меѓународот познат како закон за марихуана. Ете, токму таа злоупотреба на европските знаменца за закони кои што апсолутно немаат врска со европското законодавство, нас и не доведе во состојба минатата недела да не се најдеме на списокот на земји кои што добија средства од Европскиот фонд за справување со ковид кризата. Добро, тоа е која власта говори друго, дека говори, но фактите се ние се уште во страшна криза со пандемија, бројките се фрапантни, се уште растечки се, вакцини се уште немаме. Не верувам дека и овој месец ќе се добијат. Знаеме дека во целиот несериозно однесување, сега власта се наоѓа во состојба да тројца од нејзините пратеници се во изолација, но се случило и наши пратеници да се, правевме некоја статистика, негде околу 12 се наши пратеници кои што биле ковид позитивни, но тие не ја спречили работата на ова собрание. Зошто? Затоа што сепак останува обврската власта, односно мнозинството, да си обезбеди функционално собрание. Така, но еве во пандемија сме и како што вие рековте, во цел свет веќе се најавува третиот бран. Сепак ВМРО ДПМН ја блокира и онаа идеја за онлайн собрание. Зошто кога целото наше соседство оди напред и посебно во услови кога во самиот предлог на собраничкиот спикер се говори дека електронски би гласале само оние кои се заболени од коронавирус или се во самоизолација? Јас мислам дека тоа беше само обид да се прикрие оваа нефункционална владеачко мнозинство во собранието, бидејќи и кога го нема овој проблем, тие не успеваат да формираат кворум, да се отпочне со работа на било која седница. Сега точно сме во таква состојба, но како што реков, тоа само беше обид да се прикрие ова нефункционално мнозинство. Ова е минимално мнозинство со кое што со вакво мнозинство од 62 пратеници треба сосема поинаков однос да има мнозинството спрема опозицијата, а не да се обидува да ја замолчи или да се обидува закони кои што доаѓаат од наша страна како предлози. Еве имаме
предлози за интерпелација или да не доаѓаат на дневен ред, или Тие се закажали, ми се чини, на доколку 23, дојдат, да, тука ќе се заврши работата. Ќе се изгласа дневен ред и ќе се стопира. Кога ќе дојде време за нашата точка, тука се прекинува расправата, се одложува за некое недогледно време. И каде е тука вината на опозицијата? Јас навистина не ја гледам. Кога би соработувале, кога и наши закони ќе дојдат на дневен ред, да расправаме и ние и мнозинството, ние гледаме на точки кои што се предлог од владата, мнозинството не зема збор, реагираат зашто ние земаме збор. Значи, тоа е класичен обид да се замчи опозицијата во еден храм на демократијата. Дали тоа го има како пример во останатите земји? Затоа велам, ковид кризата не смее да се злоупотребува како оправдување за она што се тие не можат. Едноставно не можат да го спроведат. Реков, имаат минимално мнозинство, немаат доволно мнозинство, еве да во случајов тројца ќе им требаа повеќе претеници за да може. Но тоа е само обид за да се спасат, да се извлечат од овој безизлез. Најреално, најодговорно, доколку имаат одговорност, тие треба да си поднесат една оставка. Минатата на 3 март се случи триумфално го прославија она досега невино подметнување точка на дневен ред, барање доверба на владата. Триумфално го прославија за да на наследниот ден на 4 март имавме седница каде што тие немаа мнозинство. Со болни тројца коронавирус. Не сериозно е ова однесување. А ковидот е дополнително што се тоа го комплицира. Така е. Некои експерти и политиколози смитаат дека за цела оваа блокада на собранието се крие желбата која е нели отворена за предвремени парламентарни избори. Но велата, еве да го слушнеме вашиот став. Дали за тоа се крие? Госпоѓа Велкова, јас не мислам дека е тоа само желба на опозицијата. Веќе нема граѓанин во држава кој што не се запрашува до кога вака. Нема ден да не пројде некој граѓанин да не ме сретне и да не ме праша до кога вака. Јас навистина не гледам друго решение, освен најреално, најдостоинствено оваа власт да си поднесе неотповиклива оставка. Нема сфера од општеството во која што ние не сме заглавени. Ништо не ни функционира. А прв е парламентот. Прв е парламентот од кој што нормално зависи се останато навеле, но ни една сфера не ни функционира. Една област да се заземеме, да речеме ова е добро, еве има надеж, нема надеж. Надежта е само предвремени парламент. Како ги коментирате сите најави на албанската опозиција со блокирање со десетици илјади амандмани за законот за државјанство? Јас не би сакала многу да навлегувам или да коментирам партиската агенда на останатите опозицијски партии во парламентот, но еве доколку се однесува конкретно за законот за државјанство, нашиот став беше кажан. Го блокиравте со амандмани? Да, со околу 500 амандмани. Зошто? Затоа и Левица со 1200, Мислам дека Левица не поднесува амандмани, не поднесува. И за нас тоа е закон противуставен, без разлика од која страна доаѓа. Тоа е закон противуставен затоа што во ниедна земја во светот, ниедно меѓународно право не дозволува ваков начин на стекнување на државјанство. Има само два начина во сите земји во светот. Едниот е преку потекло, односно доколку лицето кое бара државјанство во соодветна земја, каде што не живее, доколку неговите родители живеат за со сведоци потекло. Со сведоци никаде. И другото е место на раѓање, доколку се родени таму каде што од земјата бараат државјанство, односно во Македонија. Ова е класичен противуставен закон кој што се коси со меѓународно право и точка, и затоа реагираме без разлика од која страна доаѓа. А ова што албанската опозицијска Алијанса и алтернатива нели го најавија дека ќе ги блокираат сите останати закони, можеби само акција на реакцијата од сето ова што претходно го кажав што се случува во парламентот, обид за замолчување на опозицијата, а тивка опозиција или еве да речеме тивко собрание. Значи тие сакаат да молчи и опозицијата, но и тие молчат. Тие не се ги бранат своите закони. Чекаат само што побрзо да се помине, ако се соберат се да помине во еден ден, тоа не е демократија. Така, дали ќе присуствувате на денешната собраниска седница? Да, денешната собраниска седница е продолжување. Отворена е точката за закон за заем од 21,5 милиони евра за основно образование. И еве и по оваа точка ние бевме пријавени 17 пратеници, само двајца минатиот четврток поминаа со збор, значи остануваме уште 15. Од страна на власта збор имаше само една пратеничка. Толку е таа нивна силна одбрана, нивните добри закони. Јас велам, наш единствен услов за еве да речеме да се повлечеме од филибастерингот е сосема легитимно
легитимна демократска политичка алатка. Тоа се случува во моментов и во Американскиот сенат. Така е, Сосема но е легитимно, ние... но нашата порака преку ова така е гласно и јасно да порачаме до народот, еве и до меѓународната заедница, дека овде во Собраниево некој се обидува да не замолчи. Кога ќе почне да функционира по принцип на и наши предлози на закони за интерпелации, за јавни расправи, имавме за надзорна расправа за покачената струја. Интерпелациите се сега ставени на 23 ставени се март кога ќе на дојде седница. нивна расправа и така натаму. Имавме предлог закон за измена на законот за заштита на населението од заразни болести, за лозаропроизводство. Дали преку диалог, дали преку лидерска средба, на што сте вие вака повеќе? Лидерска средба ние на нас од неколку пати побаравме, но гледаме последно беше каде што Зоран Заев излезе со изјава лидерска средба, но си го бира лидерот. Значи тоа не сватливо. Не, тоа е лидерска. Не може тој да разговара со широка влада, со но не е лидерската средба. Значи тоа е крајно несериозно од премиер на една држава, како не, да различни предлози се. Да, ние стоиме на располагање, меѓутоа за диалог потребни се две страни. Две страни. Еве ние во Собраниево, обидувајќи се да го кажеме насиот глас, јавно да обзнаниме што се случува, сите криминали, сите нелегални сделки, токму од страна на оваа власт, некои се обидувајте да не дојдеме на дневен ред со нашите точки. Наоѓаме начини, но стоиме тука, сме некои можеби наши членови не размислувајќи можеби доволно темелно, па бараат од нас напуштете го Собранието. Мислам дека ако ние го напуштиме Собранието, само ќе отвориме врата сејов овој криминал да си проаѓа така, без збор, без обзнанување, со дигање зелени картончиња во моментов во Собраниево, бидејќи не функционираме во салата со електронски систем. Тоа е најлошото решение што може да се случи. Доколку и опозицијата си замине и не ги обзнанува, ние во моментов опозицијата само парламентот го има како институција преку која што може да го каже глас. Вака ви благодарам на разговорот. Се надевам дека преку диалог ќе се најде решение во интерес на граѓаните. Ви благодарам уште еднаш. Исто јас. Студио, ова беше нашиот разговор со пратеничката од редовите на ВМРО ДПМН Дафина Стојановска.